Почитувани, добар ден! Стартуваме со ново издание на Црвена линија. Секако на самиот почеток ќе им ја честитам куќната слава на оние кои што одбележуваат Свети Никола и секако вечно нека ви е името доколку се викате Никола, Николина и така натаму. Она за што ќе зборуваме денес е секако за овој ден кој што е ден по завршувањето на светското првенство во Катар. Што значи 40 дена во прв план беше фудбалот. Во финалето емоции, солзи, кај едните радосници, кај другите отага. Меси одведе Аргентина до победата во финалето. Сега може да се каже дека е еден од најдобрите фудбалери на сите времиња. Најважната споредна работа на светот ги усреќува луѓето без разлика на верата, бојата на кожата или политичката определба. Вчерашното финале е едно од најдобрите досега одиграни. Ваша оценка на финалниот надпревар и светското првенство во Катар. Тоа е она за што ќе дискутираме денес. Сакаме да ги слушнеме вашите впечатоци. Можеби некој од вас навива за Франција, а кога сме веќе кај навивањето, ќе ве потсетам дека треба веднаш да не заследите на Инстаграм доколку не сте го направиле тоа и да учествувате во денешната анкета на Инстаграм Стори, која што гласи за кого навивавте во финалето. Тоа на што треба да ни откриете, опцијата се знае се Аргентина и Франција. Па таму некаде по рекламите ќе видиме дали од гледачите повеќе навиваа за Аргентина или можеби за Франција. Исто така, оние кои што ќе се вклучат денес во Црвена линија, ќе ги прашаме и за ова, дали за титулата светски првак треба да се решава со пенали или да се игра нов меч. За да се вклучите едноставно е 02-307-0005. Денес зборуваме за финалето во светското првенство, вашите впечатоци, како и со кого го гледавте надпреварот и мора да признаеме дека беше епски надпревар кој што ќе остане долго за паметање. Премногу неизвестност, адреналин, пеналите одлучија, дури не и продолжувањето, така да ете денес во Црвена линија очекуваме да се вклучите и секако да ве потсетам дека можеби ако покомфорно ви е да коментирате, шернувате и лајкнувате, тоа можете да го направите на профилот Црвена линија на Facebook и секако на профилот на телевизија Телма на Facebook. И ако на 02-307-0005 имаме гледач, ќе одиме веднаш со вклучување. Во меѓувреме мора да кажеме дека целата светска јавност буквално брои за вчерашниот надпревар. Се разбира, оние кои што навиваа за Аргентина не можат да го заборават ниту пак маестралниот настап на Меси, а она што е најважно е уште една интересна информација. Денес му е роден ден и на Килијан Ембапе. Да беше роден тука, сигурно ќе го крстеа Никола. Како и да е, Ембапе денес слави роден ден, можеби за него е и тажно, бидејќи не си го доби подарокот, а тоа беше победата на светско првенство. Како и да е, двата тима за многу од луѓето кои што го следеа светското првенство беше надпревар кој што донесе навистина спектакуларен фудбал и уживање за гледање. А сега ќе потсетам дека на 02-307-0005, оно што е важно дека имаме 5 активни линии, веќе ги охрабриме и оние кои што се фудбалски фанови да се клучат во една ваква интерактивна Црвена линија. Денес не зборуваме за политика, туку зборуваме за тоа како фудбалот е најважна споредна работа во светот и секако за вчерашниот надпревар. Добар ден за првиот гледач во ова издание. Добар ден. Еве ќе ве потсетам, уште еднаш имаме 5 активни линии, значи останете на линијата, имате 90 секунди, верувам дека веќе ни откриете вчера како и со кого го следевте надпреварот, кои се вашите впечатоци и се разбира дали сте вие тие кои што нели ја прославувате победата на Аргентина или можеби едноставно ви е криво што не победија французите. Ако имаме гледач, одиме веднаш со гледач, ако не, одиме и со Твитер и таму се коментираше многу. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Дали го следевте вчера надпреварот? Да, јас го гледав надпреварот и да ви кажам, по моје
оценка не беше нешто нај. Зошто? Јас сум симпатизер на Бразил и многу ми е криво што Бразил така брзо отпадна. За Меси не се сложувам дека е најдобар фудбалер. По моје најдобар фудбалер на сите времења е Пеле, од бразилецот Пеле, а по него е Марадона. Пеле самиот рече дека Марадона на небото е пресреќен поради успехот на Меси Аргентина. Видите, овој фудбал на денешно време не ги кажби своите изрази како фудбал. Да, сигурно. Сакам да кажам дека поранешниот фудбал беше подобар за гледање, имаше многу квалитет во играта, а додека сегашниот фудбал со многу фаули, со многу неправилности. Ке посетам да внимавате на времето, 90 секунди е време траењето на секој излагање. Ако останавте недоречени, обидете се уште еднаш и секако ве молам, стишете го тонот на телевизорот, целосно да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во црвена линија, па еве како го проследивте вчера надпреварот? Па имам одлични впечатоци од вчерашниот надпревар, финалето беше одлично. Не би се сложил со претходниот гледач дека овај сега модерен фудбал е по не е добар за гледање од претходниот од фудбалот кој што се играл пред 30-40 години. Модерниот фудбал сега е доста поквалитетно се игра и така натаму. Исто така можам да кажам дека победи мојот фаворит. Бевте за Аргентина. Да, затоа што го следев мечот во домашна атмосфера со мојата фамилија. Беа подобри во секој поглед, има поголема желба да го освојат медалот и така натаму. Додека французите првото полувреме како да не им беше важно, како да не беше финале. Таков впечаток ми оставија. Немавте впечаток дека може би се чуваат силата, дури имаше и реакции за првиот пенал пресуден за Аргентина. Па добро, може би ја чуваат сила за второто полувреме, али еве доста добро изигра Аргентина во првото полувреме, водеше 2-0. Така да и можам да кажам дека Меси може да се нареди дека е најдобар фудбалер. Благодарам многу, сега го останете да ги слушнете еве впечатоците и на останатите гледачи. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Па еве ќе ни откриете ли како го изгледавте надпреварот? Какви впечатоци имате? Одличен надпревар беше. За кого навивавте? За Аргентина. Добро, значи душата на место ви беше. Да. Добре, еве што ќе издвоите од целиот надпревар, бидејќи навистина еден спектакуларен и досега невиден надпревар кој што долго траеше. Да. Едно од најдобрите финали някој, ако не и најдобро што сум го следел. Имате уште време, па еве, што би сакале еве со своји зборови да кажете, што е она што ќе издвоите, например, вас, што ви остави намногу впечаток? Играта цела на аргентинската репрезентација, тренерот аргентински Скалони, Така. што ги погоди замените и го стави Анхел Ди Марија во прва екипа и тоа му донесе гол и пенал над него направи. Еве за играта на французите. Французите второ полувреме изиграа феноменално. Исто Дидие Дешамп ги погоди замените, го стави Колман. Според вас, дали треба еве да се укинат пеналите како решавачки за да се добие надпревар и да се одигра сосем нов? Па не треба, него треба
реално да има пенали. Да има пенали. Да. Добро, благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Сега малку ќе се префрлиме на Твитер и секако на коментарите кои што се појавија и на Фейсбук. Дури, ево, од Фейсбук ќе почнеме и познатата водителка Лила Стојановска напиша еден статус, каде што вели дека фудбалски првенства и надпревари треба да има многу почесто. Па толку радост, еуфорија и среќа ништо друго на светот не предизвикува. Тотална планетарна лудница и толку расплакани мажи на едно место. Плачат сите. Едни од тага, други од среќа. Во секој случај најважно е што фудбалот дефинитивно ги усреќува луѓето без разлика на нација, вера, боја на кожа. Да живее фудбалот и честитки за новиот светски првак Аргентина. Да слушаме што ќе ни каже и новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден, поздрав до телата, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Сега, јас не ми слушал не со овој последниот гледаш овој пред него. Значи сега многу модерен фудбал, многу се трча. Значи јас фудбал светско првенство од 74-та година на вамка, од минатиот век секој светско првенство го пратам и европско. Би кажал дека сега се многу трча, например порано немаше некој 10-15 километри. Значи сега се мери времето колку изтрчува. И сега порано фудбал бил подобар. Не, порано беше фудбал, да се играше фудбал, но сега е многу помодерен фудбал и сега се многу повеќе трча. И сега постои има и плюс и вар, дека порано не може. Јас би коментирал за два надпревара во Германија 74-та. Може да кажа дека и во Аргентина, Холандија играше во две на линија, може да кажам беше декласирана од судиите, значи не им дава центар да помине. Малку како дојде до центар, право опсај. Додека сега има вар, сега е многу добро. Што се однесува за победникот, не сакам да издвојам никој. Значи, за мене немаш фаворити. Двете екипи беа добри, што вика некој Аргентина подобра. Не се согласувам. Бидејќи Франција многу рано доби 2 гола. Првиот гол мислам дека беше Перо беше првиот гол. Да, многу рано добија гол. Значи тешко екипа што може да се поврати назад. Они со 2 гола се повратија, но не ја спорам победата на Аргентина, нека им со среќа, нека им често. За мене кој да победеше, за мене беше победник. Така. Значи 90 секунди е времето. Сега ако сакате уште нешто да надополните, побарете неповторно, отворени ни се 5 линии. Ако имаме гледач, одиме веднаш со уште еден гледач. Ете, звони телефонот. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро. Па еве, кои се вашите впечатоци? Дали воопшто ваш фаворит се најде во финалето? Вака. Финалниот надпревар во Катар, односно светското првенство помеѓу Аргентина и Франција, оценка 9 измеѓу 10 од мене. Так. Перфектно беше, значи, финалниот надпревар беше врвен фудбал. Немам коментар. Меѓутоа, Аргентина ги надигра французите. Верувајте дека ги надигра. Имаше грешка Скалони, тренерот на Аргентина, што го смени 59-60 минута Ди Марија. Ди Марија беше моторот на аргентинскиот фудбал. Затоа што цело време во тие надпревари беше резервен играч, го стави и знае да игра Ди Марија. Ако е 35 годишен фудбалер, он цели тие 59-60 минути ја ги надигра сам. И првиот гол и вториот гол беше од негова заслуга. Меѓутоа, не знам зашто прави таква грешка тренерот на Аргентина и од тогаш кога го направи замената, спадна играта на Аргентина. Меѓутоа, Аргентина беше фаворит, победи. Свака им час и им честитам на таа победа. Еве, сметате ли дека треба пеналите можеби да се исфрлат, да не бидат решавачки, да се игра нов надпревар? Требаше да имат уште еден надпревар во фаза на игра, не во фаза на пенали, да се дојде до целта на победникот. Цениме што се вклучивте во црвена линија, а сега ќе одиме прво со фотографии кои што го преплавија интернет. Ке почнеме со оваа фотографија која што зборува многу, а тоа дека Меси е наследник на Марадона и како што нагласи легендата фудбалска бразилска Пеле, дека навистина Марадона мора дури и на небото да е пресреќен за резултатите и навистина горд за најголемиот успех на Меси. Еве, се разбира ова една фотографија која што исто беше
промовирана на самиот почеток на светското првенство, овде каде што е замаглено секако седеше Роналдо, ама еве го стави Ембапе, па сега Роналдо е вака исмеван. Како и да е, ова се фотографиите кои што го преплавуваат интернет, а она што сакаме вие да не преплавите со вашите емоции. Верувам дека сите вчера во 16 часот, додека ручевте целиот акцент и внимание го ставивте врз финалето во светското првенство. Меѓу другото сакаме, еве, имаме гледач кој што кажа дека од 70 и некоја редовно следи светски првенства. Да ни кажете дали ви се допадна и Катар како земја организатор, дали еве ваквиот начин уопште што ова е прво светско првенство кое што се одигра во ова време, а не во летниот период. Како и да е, светсково првенство донесе многу изненадувања, се разбира Хрватска се тука и Мароко како тим. Но на зашто зборуваме денес, а секако сакам да слушнам дали вашиот фаворит го освои финалето, е за вчерашниот надпревар помеѓу Аргентина и Франција. Еве, звони телефонот. Добар ден. Ало. Секој добро, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Прво, првенството беше многу добро одиграно. Така? Меси не е најдобар. Меси секоја утакмица Аргентина почнуваше со предност со пенал досуден за нив. И затоа мислам дека ова првенство не е баш нај така. А иначе добро игра аргентинците, не им дадо на французите 6 минути да го видат голот, ама па не мора судиите стално да им дават предност. Значи, сите пенали што ги досудија беа сомнителни. А иначе треба да се игра нова утакмица, да не се решава светскиот шампион на пенали. Малце за играчите тоа проблем, психички паѓаат. Овако уште една утакмица, еден тон пари пак се соберат спонзори и преноси. А иначе навијав за Аргентина, навијав, мора да признаем, иако им поканува судијата пенали, уствари навијам за Роналдо, а пошто не беше тука, вика, ај Меси неко освои титула. Фала многу, поздрав. Благодарам многу. Убаво што го спомнавте Роналдо, за многумина Роналдо како да бил и разочарување на ова светско првенство, но факт е дека ова и последно за Меси. Дури и самиот сега ќе ви покажеме што објави на својот официјален профил на Facebook. Секако ќе ви преведам, бидејќи на јавности се обраќа на англиски јазик. Пресреќен, се разбира, со големи букви напишано шампиони, светски шампиони, а она што истакнува дека најголем сон негов е, од секогаш сонувал да ја има светската титула неговиот тим, што значи дека дури кога ја освоил не може да поверува и самиот. Секако благодарности до семејството, до сите оние кои што се негова поддршка. А еве исто така оние кои што се фудбалски фанови, еве, може да ми откриете и во ова издание на Црвена линија, сметате ли дека можеби треба да се укине моментот пеналите да бидат решавачки кога станува збор за светски првенства и финалење и всушност да се игра целосно нов надпревар кога нема победник во моментот, односно резултатот е нерешен. Добар ден за нов гледач. Добар ден. Па еве, како го коментирате вчерашниот надпревар? Одличен надпревар, одличен фудбал. Пеналите сепак се составен дел на фудбалот и тие треба да бидат. Така? Завршите на едно вакво финале каде меѓутоа целата работа, целото финале го расипа аргентинскиот голман Мартинес при доделувањето на наградите. Тоа е за мене една обична параба која треба да биде остро казната и санкционирана од ФИФА. 15-20 надпревари да не смее да игра под закрили на ФИФА. Не знам што му е човекот, дали има проблем со мозокот. Имаше слични инциденти со Вангал кога игра Аргентина и Холандија. Значи, такви испади не се долични заедно прекрасно организирано светско првенство. Имаше одлични стадиони, имаше одлична поседеност, публиката беше на ниво, немаше никакви инциденти. Сите инциденти ги направија во најголем дел, значи овие два инциденти ги направи аргентинскиот голман и
А дали во финалето се најдоа вашите фаворити или можеби навивавте за сосема друг тим? Фаворит на светско првенство нема. Фаворит од кој старт, кој почнал фаворит, секој може да биде. Италија на едно светско првенство имаше 3 ремија во почетокот на светско првенство во Шпанија, потоа убедливо победи во финалето. Благодарам, цениме пред се што се вклучивте. Секако ќе подсетам, внимавајте на тајмерот. Ако имаме гледач, фудбалски фан, го вклучуваме веднаш. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам, подобро ќе се слушнеме. Ете, јас се слушам таму како велам, намалете го тонот. Дали го имаме гледачот, дали се слушаме? Јас се слушам самата себе си таму од каде што е вклучен телевизорот. Секако ќе подсетам кога ќе го завртите телефонскиот број 023070005. Не заборавајте секако да кога ќе се вклучите да го намалите тонот на телевизорот. Ама целосно и да зборуваме преку слушалка. Одиме малку со твитови. Густав Охридски: се што е добро во фудбалот имаше во вчерашниот финален надпревар на светското првенство во Катар. Големо браво за репрезентациите на Аргентина и Франција. Јас подобро, поквалитетно и повозбудливо финале не паметам. А имаме и гледач. Добар ден. Добар ден, дали сте на линија? Да, и тоа во црвена линија. Да, значи се имам врска со возбудливиот настан што беше вчера. Навистина возбудлив, прекрасен настан, уживавме, имаше возбудливи ситуации, малце, значи, имаше и така адреналински ситуации. Пресврти. Да. И што да се коментира, нема коментари многу, имаше, значи, како светски настан ќе остане белег во историјата на настаните, што ретко се повторуваат вакви настани. Ајде кажете ми, сметате ли дека можеби пеналите како решавачки треба да бидат укинати, сушност кога е нерешено да се продолжи надпреварот или да се игра нов? Па тие се дел од играта, значи не може да се менува, значи правилата само за еден надпревар. Ако се правилата за надпреварите треба да останат исти. Значи не може, значи тоа се пак... Еве за едно финале светско да не одлучуваат пеналите. Па се и другите надпревари се одлучуваат по пенали и дали заслужува. Так. Дали еве Аргентина едва се пласираше во групата, значи имаше проблеми, значи дали заслужуваше таа да се пласира во однос на другите надпревари. Тоа е тоа, значи тоа се тие моменти каде што Благодарим и вам за вклучувањето, секако продолжете да не гледате. Секако ќе ве подсетам многу повеќе за финалето, можете да прочитате и на спортските вести на telma.com.mk. И еве како изгледа златната топка за Меси, Ембапе најдобар стрелец и меѓу другото ќе кажеме дека сосема очекувано за најдобар фудбалер на турнирот е прогласен капитенот на Аргентина, тоа е Меси. Но немаме гледач, што е многу поважно за црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, црвена линија. Слушај нешто да ви кажам ја на вас. Абе, вие каква се црвена линија, бе? Абе, вие се... Што се случи со гледачот не знаеме, добро, нешто се прекина како и да е. Продолжуваме и понатаму она за што зборуваме. Денес е секако вчерашниот финален надпревар во светското првенство во фудбал. Надпревар за кој што, еве, пишуваат и на Твитер и на Фейсбук за паметење. Секако многу адреналин, пресврти и решавачки пенали. Каде и како вие го гледавте надпреварот? Дали може би во финалето се најде ваш фаворит или може би и победи вашиот фаворит? Добар ден за новиот гледач. Јас. Да, вие сте во црвена линија, повелете. Јас го гледав утакмицата, ја гледав и сметам дека не беше тоа правото финале, него правото финале беше Хрватска и Бразил.
се останато тоа, тој се фудбал што го играат тие е европски светски фудбал. А останатите сите трчаат, играат на крв, играат да се. А дали пеналите треба да одлучуват? Ја мислам дека не треба да одлучуват, дека нов надпревар треба да биде, а Меси не играч, он е стар човек, со 37 години. А најдобар играч е Мбапе, тој французинот, тоа момчето од 23 години. Он на истиот надпревар даде 3 гола. Тоа е знак дека е добар, дека е фин. А за Меси ги утакмиците, целите утакмици играат за него да даде гол, а не останатите. И тоа е. Инаку треба нов надпревар. И финалето беше Хрватска, Бразил. Се останато за мене не важи. Поздрав, Ристо Петрушевски, од Велес. Благодарам многу за јавувањето. Ете, слушнавме од овој гледач кој што за него финале значи да се најдат Хрватска и Бразил. Се разбира и веќе подсетам дека на 023070005 може да ни откриете дали имавте свои лични фаворити кои што не се најдоа во финалето, како што ни откри гледачот, и секако една ваша анализа за тоа како го доживеавте надпреварот кој што одлучи и го даде светскиот првак во фудбал. Инаку ќе подсетиме, значи за најдобар фудбалер на турнирот е прогласен капитенот на репрезентацијата на Аргентина Лионел Меси, а Килиан Ембапе ја освои наградата за најдобар стрелец. Францускиот репрезентативец со 8 погодоци беше најефикасниот фудбалер на шампионатот, а воедно влезе и во историјата како прв играч што постигнал хет-трик во едно финале под Джеф Харст во 1966 година. Добар ден и за новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Каде и како го изгледавте надпреварот? Ваши впечатоци? Дома. Дома. Дали некој од вашите фаворити игра? Навивавте за Аргентина, за Франција? Да, може би? за Аргентина. Па еве, како го коментирате надпреварот вчера? Па одличен надпревар. Победи нација. Аргентина со аргентинци. Например, во Франција никако не игра, ни еден французи нема. Сите се со француски пасоши државјанство, така да... Да, меѓутоа не се французи. А дали еве Ембапе ви остави впечаток играта на младиот? Впечаток. Никаков впечаток. За мене Меси е број 1. Меси број 1. А за пеналите, еве, сметате ли дека во едно вакво финале треба да бидат решавачки или може би Да, тоа секогаш било така и така треба да остане. Добро, верувам дека еве и вас високо ви се крена адреналинот кога го гледавте надпреварот. Да. Како ќе го оцените еве целото првенство? Видете, добро првенство, меѓутоа сепак мислам дека не се одржуваше кај што треба. А каде е тоа каде што треба според вас? Па, по мене Европа. Значи секогаш светското треба да биде, ако се игра во Аргентина, се исклучи гледач. Еве, слушате какви размислувања имаат гледачите, сега ќе ни открие што и какви впечатоци има новиот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, црвена линија. Добар ден. Открива Паланка се јавуваме. Голем поздрав. Вака, дали за титулата светски првак треба да се решава со пенали или да се игра нов меч? Јас мислам дека треба да се игра нов меч. Пошто пеналите се рулет. Значи тоа е на среќа. Голема среќа да имаш, да дадеш гол од пенал. Или па голманот да има голема среќа на лева страна или на десна страна да се фрли, да ја пати топка. Тоа е инстинкт. Инаку првенството како првенство помина како што се очекуваше. И сите од почетокот знаеше дека Аргентина ќе биде прва. Без разлика што како дека тоа. А синоќе утакмицата беше за, како да ви кажем, за најголем натрлин, значи. Со големо чувство да ја гледаш и ако имаш јако срце,
Така, и висок притисок има многумина добие. Така. А за кого, предпоставувам, за Аргентина навивавте? Не. За Франција бев, сигурно за Франција бев. Мбапе е 100 пати подобар од Меси, Меси е многу фален и префален, али се знаеше дека од почетокот на светското првенство дека Аргентина ќе освои светското првенство. Зошто така се знае? А може и друг надпревар да се игра, пошто 1968 година се играше Европско првенство во Италија, Југославија и Италија игра втора утакмица, кога беше 1-1. Благодарам многу за јавувањето. Еве слушате какви видувања, размислувања имаат гледачите. Некој смета дека од самиот почеток на првенството се знаело дека Аргентина ќе биде светски првак. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, кои се вашите впечатоци од вчерашниот натпревар? Каков осврт ќе дадете? Дали се слушаме? Ало? Вие сте во црвена линија, се слушаме ли? Добро. Слушај сега да ти кажам, сестро. Ова, вие што пренасите емисија, не е добра. Добро, и? Гледавте ли вчера фудбал? Затоа што кога Македонија играе, Македонија кој играе, вие не една утакмица не пренесувате на телевизија. Па црвена линија не е спортска емисија, туку е со... Не ме интересира тоа е телевизија, тоа е ваша телевизија. Ама ние зборуваме за нашата емисија. Кажете ми дали гледавте вчера фудбал? Македонија дека осети тоа што гледа фудбал ја. Јас вчера за Аргентина сум навивал и сум оставил 1000 динара у казиното, у кладилницата за да добијам. И сум добил. Па честитки тогаш. Да. Ке не честите ли во црвена линија? Не е така. Ке не почестите ли во црвена линија? Цар, Меси е цар, не Мбапе со сила таму што играе, он е млад. Ете, имавме интересен гледач, голем поздрав и честитки, веќе се освоиле, сте погодиле. И, што е најважно, ви се исполнил и вашиот навивачки сон, а тоа е вашиот тим Аргентина да го освои светското првенство. Одиме со нов гледач. Добар ден или веќе добро вечер? Ајде нека биде добро вечер. Добро вечер. Јас повтор пат се јавувам и да му кажам, да му кажам на претходниот гледач на вашата телевизија, кога ние играме Македонија, имавме тема и дававме ние одговори во врска со нашата репрезентација. Нека не памти, он не ја прати вашава емисија. Имавме ние спортска тема. Па имавме еве дресот, неколку пати е носен, не случајно во црвен. Така да, он, не знам, ајде не. А јас се извинувам, во втор пат се јавувам, сакам едно да кажам. Не ја спомна Франција, нема време. Нашата братска држава од бивша Југославија, Франција освои 3-то место. Затоа што ние бевме во федерализација, во Хрватска, за Хрватска зборувам. Хрватска освои 3-то место, нашата братска држава. Така да сакам да им честитам на сите хрвати и таа братска заедница која имаме во бивша СФРЈ. Во душата ние ја носиме со себе, кој сака нека не презентира дали сме комуњари или не сме комуњари. Сме живееле во тие изминати 50-тите години многу убаво и затоа честитки за успешниот надпревар помеѓу Бразил и Хрватска. Честитки уште еднаш до хрватската наша братска заедничка држава. Поздрав и ви благодарам. Поздрав, ви благодариме и ние што се вклучивте и тоа повтор пат, значи дозволено е, не сме лимитирани 90 секунди, ако не се исполни времето до крај, за се оно што сакате да го кажете, јавете се повторно. Добар ден. Добар ден и убав ден вам и на вашата екипа. За многу години да е Свети За многу Никола, години да е Свети да ни ги Никола. отвори сите порти, за да се спастриме ние и да одеме по прав и блажен пат. Дали гледавме фудбал вчера, тоа би било интересно да ни откриете. Дали гледавте финале во светско првенство во фудбал? Гледав.
И како ви изгледаше вам? Многу радост и среќа затоа што победивме. Аргентина? Да. За Аргентина навивате? Да. Да, добро. Еве, имате ли некој дел од надпреварот, некој миг кога ви било најнапнато? Само гледав формално и имав работа. Так. И многу здравје, душичке. Многу здравје, сега го... да се омажиш, да си имаш пиленца, од се срце ти пожелувам. Ајде, злато, и јас се најдобро ви пожелувам. Се разбира, сега е време да се одмориме со реклами, па одиме со резултати од анкетата. Време е да ги соопштиме и резултатите од денешната Instagram Story анкета. Ќе ве потсетам да следете на социјалните медиуми, Facebook Црвена линија, секако Телма телевизија на Facebook и Instagram Црвена линија. И како што рече гледачката пред рекламите, победија нашите. Најверојатно таков печаток имаме и по резултатите од оваа анкета на прашањето за кого навивавте во финалето. За Аргентина од испитаниците 67% навивале, а за Франција 33%. И драги мои, тука е крај на ова денешно издание на Црвена линија. Ви посакувам убаво попладне, да ме останете во добро здравје, а јас и вие утре со нова тема во нашиот стандарден термин. Довидување.